Добродојдовте во уште едно издание на Урбан Блок. Во него нови интересни содржини, а што поточно гледате во продолжение. Во новиот Урбан Блок одбираме парфеми кои одговараат на вашиот карактер, каде да патувате ова лето и како да го спакувате паметно вашиот куфер. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Пролетта е совршено време за патување. Природата се буди, температурите пријатни, а метежот се уште не е на врвот како во лето. Во продолжение ви подготвивме неколку предлози за пролетни дестинации, па да ги погледнеме. Ова се дестинациите што се на радарот на многумина за лето 2026 година. И тоа со причина. Новата сезона на патување носи промена на фокусот. Од преполни, веќе видени локации до места што нудат автентичност, естетика и тоа неописливо чувство на откривање. Ако судиме според трендовите, летото што предстои ќе биде комбинација од хедонизам, природа и дискретен луксус. Медитеран без гужви и со допир на внатрешен шарм. Пулја во Италија е побавниот луксус на југот. А ако Тоскана веќе ви е омилена, југот на Италија е следната логична станица. Пулја плени со своите маслинови градини, бели градови како остуни и архитектура што изгледа како пейсаж. Тука деновите се продолжуваат со локално вино, локална кујна и ритам што не го издржува напливот. Идеална енергија за летото 2026. Следна на листата е Порто, Португалија. Градско бегство со карактер во лето 2026. Лисабон е одговорот. Португалија е на мапата долго време, но Порто дефинитивно го привлекува вниманието. Помал, поинтимен, повизуелно импресивен, овој град нуди совршена комбинација од култура, гастрономија и опуштена атмосфера. Плюс атлантските плажи се лесно достапни. Иако наш совет, избегнувајте пливање во океанот затоа што може да биде опасно и многу студено. И Јапонија. Ова е патување што ја минува перспективата и не е ни чудо што Јапонија продолжува да фасцинира. Сепак фокусот се префрла кон помали урбани региони, особено за лето 2026 година. Киото, Каназава и островот на Ошима стануваат епицентри на естетика и традиција. Токио е малку повеќе резервиран за пролет, а ние се обидуваме да ги избегнеме прекумерните гужви, карактеристични за летниот период. Каназава и Наошима, како и други помали познати места во Јапонија, се совршен избор за оние кои сакаат повеќе од само одмор. Искуство што се задржува долго по нивното враќање. Грчките острови представуваат враќање кон едноставноста, додека Миконос и Санторини се уште ги привлекуваат масите. Се повеќе патници избираат острови како Милос, Серифос или Фолегантрос. Помалку гужви, повеќе автентичност и чувство дека сте на вистинско место во вистинско време. Грција е полна со вакви острови и време е да се почестите со нешто ново и различно ова лето. Мароко. Ако барате екзотично во дофатна Европа, Мароко е одговорот. За оние кои сакаат нешто сосема поинакво, Мароко нуди интензивно искуство од бои, мириси и текстури. Маракеш е се уште епицентарот, но крајбрежниот Есауира добива се поголемо внимание. Фузија на култура и сурфање и бохо естетика. Исланд, лето кој изгледа како друг свет. Доколку сте расположени за авантура, Исланд нуди речиси надреални пейсажи во летните месеци, водопади, вулкани и бескрајни денови. Не е класична дестинација за лежалки, но затоа е искуство за паметење. Во летото 2026 година може да биде вашето совршено бегство од реалноста и идеална комбинација од авантура и релаксација.
Метода на пакување 5-4-3-2-1 е златно правило за пакување кое помага да ја спакувате целата гардероба во еден рачен куфер. А како тоа изгледа, погледнете во продолжение. Ако подготовката и пакувањето за патување е секогаш вистински мини хаос, вашиот куфер е полн, а се уште немате што да облечете. Време е да започнеме со методот на пакување и организација, наречен 5-4-3-2-1. Овој вирален метод на пакување и организирање на вашиот гардеробер стана омилен кај минималистите, чести патници и секој што сака да патува полесно, попаметно и без стрес. По методот Судоку како револуционерен за намалување на нередот во плакарот, откриваме што е методот 5-4-3-2-1. Што всушност значи овој метод на пакување? Во основа, овој метод на пакување и организација значи дека за едно патување пакувате 5 маички, кошули или мајци на кратки ракави, 4 долни делови, панталони с долништа, шорцеви, 3 пара чевли, 2 фустана или комбинација за посебни прилики и 1 сет додатоци, чанта, накид, ремен, што го воздигнува секој аутфит. Секако, бројките не се ригидни, можете да ги прилагодите на должината на пакувањето, дестинацијата или вашиот личен стил, но токму во оваа структура лежи неговата моќ. Зошто овој метод функционира? Прво ве принудува да размислувате стратешки, наместо импулсивно да фрлате работи за секој случај. Избирате парчиња што можете да ги комбинирате едни со други. Резултатот – патничка капсулна гардероба што функционира како мал моден систем. Второ, овој метод заштедува простор, а и нерви. Помалку работи значи помалку хаос во вашиот куфер, но и помалку време поминато размислувајќи што да облечете. Се што сте понеле веќе има цел. Трето, овој метод ја ослободува креативноста. Ограничениот број парчиња честопати води до поинтересни комбинации отколку кога ги имате сите опции на светот. Одеднаш истата кошула оди со 3 различни комбинации и секоја изгледа различно. Како да го примените без грешка? Клучот е во неутралната основа и впечатливи додатоци. Изберете парчиња во компатибилни бои, а потоа додавате едно или две впечатливи парчиња за да ја разбиете монотонијата. Слоевите се исто така ваш сојузник. Лесно сако или кардиган можат целосно да го променат изгледот. Не заборавајте, чевлите зафаќаат најмногу простор, затоа изберете мудро. Еден пар за долги прошетки, еден поелегантен и еден забавен или сезонски модел. И ги опфативте сите сценарија за патување. Зошто стана вирален овој метод на пакување? Овој метод е вирален од едноставна причина што одговара на современото темпо на живот. Патуваме често, сакаме флексибилност, но и естетика. Методот 5-4-3-2-1 нуди рамнотежа помеѓу минимализмот и стилот, без жртви. Во ерата кога сите бараме начини да го поедноставиме нашиот секојдневен живот, овој метод не е само трик за пакување, тоа е мала промена на начинот на размислување. Помалку работи, повеќе смисла. И искрено, тоа е луксузот што најмногу се цени денес. Како што се менува природата, така треба да се промени и вашата мирисна нота. Во продолжение гледаме како да го одберете вашиот пролетен парфем. Со првите зраци на сонцето доаѓа и желбата за промена. Во гардеробата, рутината на убавина, но и во изборот на парфеми. Пролетта бара мириси кои се лесни, оптимистични и малку разиграни. А ова се нашите најдобри избори, кога станува збор за пролетни парфеми за 2026 година. Цветните парфеми се класици кои никогаш не излегуваат од мода. Пролетните и цветните ноти одат рака под рака. Розата, јасминот, кринот, божурот доминираат во сезоната, но во модерни интерпретации кои се повоздушни и помалку тешки од порано. Например, Мис Диор останува безвременски избор, благодарение на комбинацијата од мандарина, роза и пачули, која делува елегантно, но и доволно свежо за дневни варијанти. Парфемите со нота на божур се особено популарни, нежни, малку сладки и исклучително чисти, идеални за секојдневно носење. Цитрусни ноти. Овие ноти во парфемот се моментална енергија. Ако постојат мириси кои веднаш го креваат расположението, тоа се цитрусните.
Лимонот, бергамотот, грейпфрутот и портокалот даваат чувство на чистота и енергија, како утринското туширање или првото кафе на сонце. Chanel Chance е совршен пример за таков парфем. Лесен, пенлив и софистициран, со ноти на цитрус и јасмин кои оставаат впечаток на чиста девојка. За уште поразигран ефект, цитрусот често се комбинира со овошни или морски акорди, создавајќи мириси кои се свежи и топли. Трендот што доминира во последните сезони е така наречениот чист мирис. Парфеми што мирисаат на свежо измиена кожа, чиста постелнина или пролетен ветрец. Парфемот Lazy Sunday Morning е еден од пионерите за естетика на чиста кожа, со нежни ноти на бели цветови, мушус и благи овошни акценти, кои даваат чувство на чистота и свежина, како свежо измиена постелнина. Овие парфеми се идеални за секојдневни ситуации бидејќи се ненаметливи, но оставаат впечаток на уредност и суптилна елеганција. Ако ви се допаѓа минимализмот на кожата, ова е вистинскиот избор. Разиграни и модерни за оние кои сакаат нешто поинтимно. Овошно-цветни пролетни парфеми се вистински избор. Комбинација од праска, круша или малина со цветни ноти дава младешка, оптимистична вибрација. Оваа комбинација е особено популарна бидејќи балансира помеѓу сладко и свежо, создавајќи мирис кој е истовремено женствен и лесен за носење. Вашето ментално и физичко здравје се поврзани и влијаат едно на друго. А тоа е нешто што интуитивно го чувствувате, но и објективно го наблюдувате, а науката ве поддржува во тоа. Неодамна се повеќе и потранспарентно и подкрепено. Можете да почнете да вежбате или да пешачите, бидејќи знаете дека движењето е неопходно за здравјето, а поголемиот дел од денот го поминувате седејќи, па затоа имате болки во телото. Успорувате, ви недостига енергија, а се во вас и околу вас ви кажува дека треба да се движите. А кога ќе почнете, ќе се активирате, неизбежно ќе регистрирате дека психички се чувствувате подобро. Имате повеќе енергија, порасположени сте, помалку нервозни, повеќе позитивни и на работите им пристапувате со поголема добра волја и ентузијазам. Заклучокот е очигледен. Движењето исто така го поттикнува и вашиот ум, а не само вашето тело. Како и личните односи, менталното и физичкото здравје е двонасочна улица, така што движењето влијае на вашето расположение, стимулирајќи го производството на ендорфин. А вашето расположение влијае на тоа како се грижите за вашето тело. Со други зборови, движењето е стратегија за ментално здравје колку што е и за физичкото здравје. Светската здравствена организација наведува дека од 2007 до 2017 година е забележан пораст од 13% на здравствени нарушувања и злоупотреба на супстанции. Околу 20% од светската популација се бори со ментално здравје, а статистиката се однесува само на она што е објавено, во однос на луѓето кои бараат стручна помош и лекување. Овие бројки не го земаат предвид огромниот број луѓе широм светот кои се заробени во тивко страдање, поради срам, предрасуди, осуда на околината, страф и незнаење. Обесхрабрувачки е да се размислува колкави се реалните проценти и неизбежно е да се мисли дека веројатно половина од човештвото има психолошки проблеми. Ако одиме подалеку од статистиката, наблюдувајќи се себе си и оние околу нас, лесно можеме да помислиме дека веројатно секој во одреден момент и период од својот живот се соочува со анксиозност и депресивни епизоди, бидејќи сите доживуваме различни кризи, загуби и трагедии и сите старееме и сме подлежни на промените што ја носат возраста, како што е менопаузата на пример, кои не се лесни за поднесување, а уште потешко се прифаќаат. Причината за тоа може да биде развојот на технологијата, која презема голем дел од трудоинтензивните работни места, додека луѓето се повеќе само ја контролираат работата на машините или управуваат со нив од далечина. Повеќето од работните места кои не вклучуваат одење на терен се поврзани со канцеларија и работа од компјутер и воопшто, луѓето седат повеќе од кога било досега и се помалку се движат. На човековото тело му треба движење за да функционира оптимално. Нашите тела не еволуирале со темпото на технологијата и се уште мораме да одиме и да се движиме. А тоа значи дека тоа треба да го правиме намерно, свесно, бидејќи движењето повеќе не е вклучено во секојдневните активности на работата.
Редовното движење и вежбање го намалуваат ризикот од депресија и анксиозност и помагаат да се канализира стресот, да се подобри расположението и да се подобри когнитивната функција. Ова стана несомнена вистина во која веруваме дури и кога ни е тешко да постапуваме по неа. А како движењето влијае на менталната состојба? Вежбањето буквално ја зголемува масата на мозокот. Има многу истражувања кои сугерираат дека вежбањето ја зголемува големината на мозокот, исто како што кревањето тегови ја зголемува големината на мускулите. Всушност, движењето го стимулира невротрофичниот фактор кој поттикнува од мозокот и го поттикнува растот на нови невронски врски и го подобрува здравјето на постоечките неврони. Со други зборови, кога го движите вашето тело, вашиот мозок се активира, создавајќи нови врски и негувајќи ги постоечките. Движењето ја подобрува и меморијата. Со возраста постои тенденција кон опаѓање на когнитивните способности, но тоа не се случува секогаш и нужно. Многу луѓе го поминуваат целиот свој живот со целосна когнитивна острина и јасност на умот до самиот крај. Истражувањата покажуваат дека вежбањето само 2 пати неделно може да го намали губењето на меморијата и да ја подобри целокупната функционалност на мозокот. Се смета дека движењето го има овој ефект бидејќи ја зголемува циркулацијата на крвта во мозокот, што го зголемува протокот на кислород и хранливи материи, помагајќи му на мозокот да работи подобро. Движењето го подобрува и сонот. Веројатно имате искуство со периоди на несоница или последователни ноќи на лош и прекинат сон. И знаете колку е тешко да функционирате кога сте лишени од сон. Мозочна магла, замор, сензорна тапост, помала одзивност, бавно размислување и расудување. Вашето тело е тешко и бавно, а исто така и вашиот ум. Мислите се пробиваат низ маглата и потребно е многу труд за да се задржи фокусот и за да се размислува појасно. Спиењето е неопходно за обновување на клетките и поправка на сите телесни ткива и системи, а недостатокот на сон е тесно поврзан со анксиозноста и депресијата. Експертите докажуваат дека само 30 минути физичка активност во текот на денот може да го подобри сонот следната ноќ. Значи, ако имате несоница, искористете го овој рецепт и практикувајте вежбање или дневни прошетки, или можеби и комбинација од двете. Веројатно го имате искусено и ова сценарио во вашето искуство. Се борите да се присилите да се движите, а кога ќе успеете и кога природно ќе се изморите и испотите, секогаш се чувствувате охрабрени после вежбање или брзо одење. Здрав замор кој носи ментална смиреност и го балансира расположението. И затоа можете да бидете сигурни дека менталното здравје и движењето се поврзани. А што се случува во вашето тело и мозок во тој период? Кога вежбате, вашето тело ослободува ендорфини кои ја намалуваат перцепцијата на болка преку интеракција со одредени рецептори во мозокот. Покрај тоа, ендорфините го подигнуваат и вашето расположение, и тоа е причината зошто се чувствувате добро после вежбање. Оваа хемија исто така помага во борбата против стресот со намалување на нивото на кортизол, хормонот на стрес. Истражувањата покажуваат дека движењето и вежбањето, вклучително и тимските спортови, драстично го намалуваат ризикот од депресија кај адолесцентите. А сега сигурно се прашувате и која е вистинската форма за движење за вас. И покрај сите препораки за правилен тип на вежбање, најдобрата физичка активност е онаа која работи за вас. Нешто во кое уживате редовно да учествувате. Значи тоа се различни активности за различни луѓе. Крајната цел е да најдете нешто што можете да го правите неколку пати неделно. Некои примери вклучуваат одење, танцување, кревање тегови, јога, возење велосипед, пливање, пилатес. Можеби ќе треба да пробате неколку активности пред да ја пронајдете она или комбинацијата што најдобро одговара за вас. Иако можеби не сте мотивирани и ви е тешко да најдете време и волја, вежбањето може да биде лекарски рецепт и наједноставното и најдоброто нешто што можете да го направите за себе. Ако ви е тешко да започнете сами, одете на часови за вежбање. Вежбање во група и одете некаде каде што вежбаат сите. Можете полесно да ги вклучите во листата на задачи што нема да ги избегнувате поради одговорноста и чувството дека сте се обврзале, да учествувате во нешто. Исто така може да ви даде и чувство дека припаѓате на клуб и заедница на луѓе кои се грижат за себе и негуваат здрави животни стилови, што може да ја подигне вашата свест и да обезбеди мотивација. Тоа беше се за ова пролетно урбано утро. Ви закажуваме повторно средба за 7 дена.
А до тогаш, уживајте во пролетта и мирисајте на вашиот омилен парфем кој ќе одбележи оваа пролет.